Во следните десетина дена треба да биде заокружен новиот владин мозаик, а до 1 јули списокот со кадровски освежувања ќе се најде во законодавниот дом. Ова денеска го најави премиерот Мицкоски среде средбите со владините коалициски партнери. Вчера зад затворени врати се сретна со лидерите на Вреди, Касами и Меджити, а денеска наред е средбата со Димитриевски и делегацијата на Знам. Во интерес на процесот не би зборувал премногу околу конкретни кадровски решенија, имиња и слично. Се разгледуваат секакви опции. Добро, во добра, пријатна атмосфера беше вчера состанокот. Се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во, условно кажано, првиот ешелон. Ќе разговараме отворено за сите добри страни, но и слабости, се разбира. Така што, да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Мицкоски не коментира дали се разговара за опцијата министерот за здравство Азир Алију да ја заземе позицијата на вице-премиерот Арбен Фетај, за што брифираа партиски извори за Телма. Детали околу кадрите ќе има штом ќе се постигнат договорите, а за сега известно е само дека вице-премиерот за добро владење Фетај веќе нема да биде дел од владиниот кабинет, откако е прифатена неговата оставка. Разнишана е и фотелјата на министерот за социјална политика Лимани, кој ја напушти Вреди. Тој тврди дека со премиерот воопшто не разговарал за реконструкцијата. Верувајте, не сум зборил за ова тема и нема да зборам за ова тема. Иако денес завршува мојот мандат, ја мислам дека повеќе треба да се насочиме на тоа што направивме ние за доброто на ова држава и народот, без разлика на тоа која е цената што треба ние да ја платиме. Од опозицијата и денеска со реакција до власта, СДСМ вчера ја нарече реконструкцијата козметичка операција, а денеска велат дека ова е само нов театар на власта. Како да постои некаква разлика, со оглед на тоа што Мицкоски се води сам, исто како и во својата партија. Реконструкција без вистински реформи, без одговорност и без промена на курсот е само нова шминка. Граѓаните не сакаат нови министри кои ќе продолжат со истата политика на долгови, изолација и сиромаштија. Пред неколку дена на прославата на 36 годишнината од формирањето на ВМРО-ДПМН, лидерот на партијата и премиер Мицкоски јасно порача дека не е задоволен од работата на дел од функционерите. Министри и директори се оддалечиле од граѓаните и станале недостапни, оцени премиерот и децидно кажа дека има нулта толеранција за неодговорност. Денеска најави дека по реконструкцијата на владата ќе следат промени во другите структури на локално ниво, во делот на директори на јавните претпријатија кои што не сработиле доволно.